Имаме тука едно прашање од наш гледач. Господине Мехмети, исти ли се албанските политички елити по менталитет и делување со македонските политички елити? Па не се разликуваат многу. Тука се, знаеш, се сведува на тоа, ви реков. Знаете што, на дешните политички елити мозокот им е поврзан со джебот. Значи, што по наполнат джеб и по парализиран мозок. Така да, и кога вие тоа ќе го светите и во оваа држава, например, политиката е сватена како најрентабилен бизнис, кај што најбрзо може да се вработи, да се збогатите. Дали сте виделе вие во Македонија некој сиромашен политичар? Сиромашен е додека не стане пратеник или министр, после тоа одма станува богат. И како? Како, например, кога платата е толку, 1500 евра, 2000 евра, кога, да речеме, за 4 години, тој може да земе, од мене стално ми викат, од кај велиш дека крадата, немаш никаков аргумент. Па им велам, еве ви аргумент, за годишно 24.000 евра заработуваш. 4 години, значи 40, она колку му доаѓа, 100.000 евра нега. А нему само джипот му вреди 200.000 евра. А има уште и 5 стана. Има и плац, не знам каде купено. И од каде тоа? Знаете, и затоа она јавно тоа што сум го рекол. Од политика може да се збогати само лопов. Од политика може вие добро да живеете, но не може да се збогатите како бизнисмен. Во светот е обратно, во светот првин треба да станете Трамп, па потоа председател. А тука првин станувате председател, па после од тоа станувате Трамп. И овие се нашите парадокси. И тука апсолутно нема никаква разлика меѓу политичките елити македонци и албанци. Тука затоа тие живеат збратимени. И тука, затоа јас тврдам понекогаш дека Македонија се гради по истите формули како Југославија. Политичките елити беа збратимени, но народот доле се делеше. Оти тие се слагаат, браќе. Тие се седнуваат таму и многу лесно се договарат кој колку и од што да земе. Добре, ами каде тогава е мястото и ролята на граѓанското општество? Па не може да има. Не може да има роља, не може да има роља и глас нешто што не постои.